Здраво на сите и добре дојдовте на петтото видео од серијалот Програмирам во Python. На ова видео кратко ќе се подсетиме на текстуални низи и ќе го прошириме знаењето со една поврзана тема листи. Ќе научиме да креираме нови листи, да додаваме и одземаме елементи, како и некои други операции со листи. Сето ова ќе го направиме со користење на нашиот пример со пицерија. Имено, да напишеме програма во која ќе чуваме цени за повеќе видови пици. Може да го користиме истото меню како и од второто видео, но за почеток да ги напишеме само цените за маргарита. Може да го паузирате видеото и да се обидете да ја напишете програмата сами. Океј, еве како би изгледала задачата. Ништо посебно, ова го видовме и претходно. Знаеме дека ако сакаме да додаваме повеќе пици, може само да додаваме нови променливи. Меѓутоа, ако се сеќавате, претходно имавме само 3 пици, секоја со 3 големини и тоа значеше дека имаме 9 променливи. Вистинска пицерија би имала можеби 20 до 30 пици, а некаде може да има 4 големини. Така да, сигурно во вакви случаи нема да пишуваме по една променлива за секоја пица со секоја големина. Сега, постојат многу различни начини да се зачуваат овие податоци. Како што ќе учите посложени теми од програмирање, ќе се запознаете со нив, како функционираат и кои се нивните предности. На ова видео, ние ќе се запознаеме со еден многу едноставен тип на податоци, кој постои во скоро сите програмски јазици – листи. Ние веќе се имаме сретнато со тип на податок кој е многу сличен на листа, а тоа е текстуалната низа. Листата може да ја замислите како текстуална низа, каде елементите на листата не мора да се карактери, туку може да се било што. Ке се потсетите дека карактер може да е буква, бројка и така натака. Меѓутоа, иако може да гледате на листа како и на текстуална низа, битно е да запомнете дека тие не се исти. Кои се разликите ќе видиме во иднина. Да се навратиме на примерот за пици. Што ако сакаме да чуваме имиња на пример 4 пици? Па, до сега нашиот пристап ќе беше со пишување променливи. Пица до нацрта 1 е неквена маргарита, пица до нацрта 2 е капричиоза и така натака. Сега ќе направиме нешто слично, но со листи. Гледате дека сега имаме една променлива која ги содржи сите имиња на пици. Да го разгледаме кодот малку повнимателно. Вредноста на оваа променлива е интересна. Гледаме дека таа започнува со една средна заграда, потоа имаме 3 текстови одделени со запирки и знаеме дека се 3 текстови бидејќи околу секој име има наводници. И на крај, листата ја затвораме со средна заграда. Меѓутоа, вредностите во листата не мора да се текстови. Тие може да се, например, броеви. Може, во втора променлива да ги чуваме цените на пиците со мала големина. На овој начин може да испечатите цената на, пример, првата пица. И ќе се сетите дека во програмскиот свет има нулти елемент, така да првиот елемент всушност е нултиот. Океј, сега имаме имиња и цени. Следното прашање е зошто? Зошто да пишуваме листи, кога може само да се напишеме променливи и да се чуваме податоци? Па, ќе видиме повеќе примери зошто ова е корисно во наредниот час, кога ќе учиме за циклуси, но дури и со досегашното знаење може да ни се најдат листите. Да напишеме задача во која корисникот ќе одбере пица со користење на реден број и да се испечати цената на таа пица. Корисникот ќе одбере пица така што ќе се испечати листата од пици и тој ќе треба да го внесе редниот број. Потоа, да се испечати цената на браната пица. Мал подсетник, за да внесе корисникот бројка, се користи командата input, која што е прикажана на видеото, и може да се обидете да решите задачата сами. Добро, решението би изгледало вака. Доколку користевме променливи, ова ќе беше многу потешко. На овој начин може да го искористиме редниот број на пицата.
Океј, па рековме дека со листи може да правиме се што може да правиме и со текстуални низи. Тоа значи дека може да додаваме листи, да земаме вредност по индекс, да земаме подлиста со два индекси и да множиме низа по број. Да разгледаме како изгледа тоа. Да речеме дека имаме листа од некои нови пици. Тие пици може да ги додадеме на основните. Може и да земаме елементи со индекси, ова го видовме, но може да земеме и подмножество од сите пици. И ако поради некоја причина сакаме сите пици да ги испечатиме 3 пати, може да ја помножиме листата по 3. За крај, може да направиме едно кратко резиме и да поставиме една задача. Листи се тип на податок во Python кој складира повеќе податоци. Овие податоци се земат слично како и кај текстуални низи, со помош на користење на редниот број. Листите имаат слични операции како и текстуалните низи. За тие кои сакаат да го испробаат она што го научиле, еве една задача. Да се надополни до сегашната програма со цени за средни и големи пици и, кога корисникот ќе одбере пица, да се испечатат цените за сите големини. За тие кои се сеќаваат како се пишуваат и користат услови, еве задача за бонус поени. Кога корисникот ќе одбере пица, да се одбере и големината и да се испечати цената само за таа големина. Со ова, стигнавме на крајот за ова видео и сега ќе го прикажеме решението на задачата и се гледаме во наредното видео.